Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова Прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрajно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебава и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу. На Македонија не и се дига. Ништо не и се дига. Ни моралот, ни знамето, ни гордоста, ни наталитетот, ни стандардот, ни платите, ни здравствената заштита. Ништо не и се дига на Македонија. Затоа што во Македонија расте осмиот патник, оној опасен, монструм од филмот Alien, кој кога тогаш како во филмот ќе излезе од градите македонски ќе се стори чудовиште кој ќе не изеде и изеде сите. Односно, тие што нема да ги изеде, ќе ги изебе за да излезат нови чудовишта кои ќе најадат сите преостанати додека ненес нема. Барем тоа бил планот, така сум слушнал. Не помага ни тоа што побарувачката за Виагра, Динамико, Ревагра, Афричка слива, турски маџун, Максимед е 10-кратно зголемена и понекогаш не можеш да најдеш ништо во аптеките за дигање на македонесот. Ти се плачеш, би рекол колегата Јовица Михайловски. Ама ова не е црква па да се помолиш да однесеш зејтинче од 100 денари да запалиш кандилце и он да се дигне. Не бе, брат. И он тебе не тебаа 2%. Мек е како душа. Како и да не е мек, бе? Година и пол затворени како кучиња седиме дома со непроверени вести. 6000 луѓе умреа, од кои десетина што се на некој начин поврзани со тебе и ти трагично ја преживуваш секоја нивна смрт под стреси. Без парица, кредити, камати, лихвари, безработица, хаос и се подмачкано со лажен пиар на владата. Волку помош, толку помош. Читам вчера ги објавиле фирмите кои не ја поминале мартовската плата, а од нив добиле помош. Ало бе, кого ебете у здрав мозок? Пошто сте ги туриле цифрите за помош. Пола од фирмите добиле од 120 до 230 евра. Замисли ги објавиле во јавност дека им дале помош 120 евра. А во истиот момент има 10 тендери кои ги кријат за возила, за мебел, за морски плодови со милиони евра народни пари. И после како бе да ти се дигне, кога само газот ти е на цена и во промет? Да не објавуваат и сексаат и кога ништо нема да ни дадат. Си трошат народни пари и се свиркаат. Кафанџиите не работеле 21 ден и први ним им дале пари. Има сектори што не работат година и пол, ги утепавте од лажење, скршен денар не видоа. Ама со кафенџиите е најлесен подкупот и со невладините. Таму вие истурајте. Тие ќе одработат сега таман за локални и пак ќе ги преебете ВМРО за 2-3 советника. Па толку нели треба за подкуп? Малку да го смениш резултатот, нели колку што треба, како што беше и на минативе избори.
И два од карти, овие зелениве, овие шумкариве. Пардон, бе, ото вие што некогаш беа дуи, а сега се зелени. И ете ти пак 4 години успеси на градоначалниците, како што се ова мовчето и таблата за шах во Битола, си алиците од 1200 евра на Марин во аеродром, а можете и едно моторче да земете од кај кумот, ко Стефан од Карпош и да му го поклоните на кумашинот, мислам. Викаа дека на овие од СДСМ исто така не им се дигал во последно време, ако имале пари, коли, швалерки, швалери, станови и сите погодности. И им носеле од грчката и бугарската Виагра, таа била нели оригинал, овдека по аптекиве била таа малце сомнителен квалитет и производ. И сите се чудат зошто не им се дига. Се јави пред некој ден Иван Исцелител и им објасни што е работава. Имено, овие од СДСМ во задниве 4 години многу викале: "Абе, ме боли К за Македонија, ме боли К за народ, ме боли К за јазикот, ме боли К за името, ме боли К за економијата." Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно кога мислиш дека те боли К, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. И кога ќе ти текне дека и Рашко викаше, додушан викаше ме боли Стојко, и Дон Мијалков исто викаше дека го боли, и тогаш некако слабо ти се дига. А кога ќе ти текне дека и Миле ми текна се на К ставаше, ама него он го изеде и без Виагра, мислам психата него губи и сега не му се дига и на него. Па другари од власта, не ебеме ние, ама нема да ебете и вие, бидејќи сите сме сјебани од вас во мозокот. А кај што работи мозок, таму Виагра не помага. За мозок има едни други апчиња, ама и тие не помагаат секогаш и кај секому. Си размислувам така, со шишкиве на главава, и со моје IQ така најлабаво во Европа, и си викам: абе, ова мојве сонародници македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците сакаат секој петок урда да јадат. Абе, урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаеме. Тоа е барем македонски изум, каде што нашата генијалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам: не бе, лапа ми урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој ден. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска урда обожаваме последниве години. Секој ден ја лапаме, онаа бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа пред Дејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона, кажи што сакаа да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и ко на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А го еден олем така, ми текна. Дека македонците најмногу сакаат да драпаат крастајци криви. Шубаво кажано. Ајбе, не драпај крастајци криви. Ама, додуше нашиве знаат да драпаат и колчишта. Од оние големите колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиџан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве. Ајбе, ој, драпај си го мео. Ама ова со мевоите има и логика. Сте виделе во љубаништа, во кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат од тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат мео. Само ќе направи. Ама има уште една работа што многу сакаат да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памтивек. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа: абе, не драпај мадина. Абре, македончеве.
Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чекай, така е. А бре, македонецот сака многу и да јај лајна, да бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варијанти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна бе селјак, тоа е првата, а втората е, абе не јади гомна, тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката пун си со памет ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло, бе многу мудар народ сме, со IQ, некој овој тава таншто ние стварно имаме IQ, бе. Ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш бе брат, ај не јади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш бе, сереш. Оттаму дошла и на другата македонска, многу сереш бе брат. Што не се однесува нели на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој кој ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде, напучени. Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале, ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме, ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му, и тебе бе дедо, шо ти направија германците? Овој дедо рекол, па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пути, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат. Да. И после овој си добил боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега синовите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор и синот е доктор и внукот е доктор и правнукот е доктор. Не мора бе ни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнило од таа претходната. Ама торе му го, немаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот, за све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот. Додуше некојаш поише мозок има во курот него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот?
Па ние нема со што да мислиме, бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров.